почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Од прилика сите го имате доловено амбиентот на разговорите со комесарот Хан. Главна тема на разговорите, која што превладуваше и како еден заклучок е Македонија мора да ги убрзе процесите. Што побрзо формирање влада е од интерес на граѓаните и на целата наша земја. Секако разговарајќи за сите тие детали, навлеговме од она што е најголемо очекување на граѓаните, така и на Европската Унија, а тоа се итните реформски приоритети. Како што знаете, коалицијата предводена од СДСМ, огромен дел од својата кампања, платформа, она за што се залага е да биде целосно посветена на реформските приоритети согласно извештајот на Европската Унија и извештајот на ПРИБЕ. Впрочем, тоа е едно од најголемите очекувања на граѓаните, од кои што се очекува и да се подобри економскиот живот на сите во Македонија. Согласно тоа, остануваме во надеж дека треба да се направи се и ве уверувам дека ние, како коалиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз, правиме се час поскоро да го завршиме процесот на собирање на подписите, за да можеме да влеземе во преговори за формирање влада на Република Македонија. Повелете. Знаете како, ова е процес на добивање на мандат. Господинот Ахмети не бараше ништо написмено од господинот Груевски за да влезе во преговори за влада. Но ако за нас зборот е збор, без разлика дали е даден усно или написмено. Немаме проблем со оваа работа, правиме се што можеме да побрзо ги собереме подписите за да добиеме мандат. Тоа значи дека допрва после тоа ќе влеземе во разговори за влада. Предпоставува све се прави дали кога очите на јавноста и сите се веќе се стресот. Знаете како? Вие прашувате што тоа бара господинот Ахмети, ќе треба да опрашате господинот Ахмети. Што во суштина бара? Тоа што предпоставувам, тие го очекуваат на писмено, е тоа што е поврзано со идната владина програма. Тоа е деталите околу нашата платформа, деталите околу нивната платформа и сето она кое што е поврзано со очекувањата на граѓаните, а тоа се итните реформски приоритети. Јас, колку што знам, од правните експерти не постои рок за собирање на подписите, но тоа уште е само поголема причина да се убрза самиот процес на собирање на подписите, заради тоа што знаете дека со добивање на мандат, барем тоа е пропишано 20 дена за формирање на влада. Јас се надевам дека секој ден ќе биде максимално искористен за Република Македонија конечно да добие влада и пополека да ги врати институциите, да функционираат во државата, заради тоа што, како што знаете, не функционираат институциите во Република Македонија. Тоа е само плюс причина на сето ова да се убрза целиот овој процес. Вие го знаете, нашиот растеретен став. Ние го отворивме процесот и концептот на едно општество за сите. И апсолутно сме растеретени од сите овие предрасуди кои што некој се обидува да ги наметне повторно во јавност. Мене ми е драго што етничките прашања се отворени во Македонија и за нив треба да се разговара. Впрочем, ми е драго што и ВМРО ДПМН ја прифатил платформата и законот за употреба на јазиците и тоа е добро. Еднаш за секогаш да ги затвориме етничките прашања, да се зафатиме со реална политика, да го подобриме животот на сите граѓани во Република Македонија. Штом ќе го добиеме мандатот, ние ќе ги кажеме прецизно сите наши ставови и те како се суштествени по сите детали од сите точки од платформите на потенцијалните партнери со кои што сакаме да ја создадеме владата. Не, се извинете. Господинот Ахмети рече дека чекал написмено од СДСМ. Тоа не го побарал од ВМРО ДПМН. Но ако за нас зборот е збор без разлика дали е даден усно или написмено. Барат написмено, ќе добијат написмено. Што не е справедливо според вас од платформата на Тоа е преформулација на прашањето за ставот за платформата. Ние не бегаме од платформата. Неколку пати потенцираме, имаме позитивен аспект на платформата. Зошто? Е предизвик за нешто
кое што на дел од граѓаните на Македонија им представува пречка во секојдневниот живот. Ние го отворивме концептот едно општество за сите. И апсолутно, од денеска, сум прв од коалицијата за СДСМ кој што бара потписи за да добие мандат. Бара потписи од албанските партии за да добие мандат. Уште еднаш пред сите граѓани потврдувам. Се потврди лагата на ВМРО-ДПМН. Нема федерализација, ниту кантонизација. Се што се разговара е во рамките на Уставот на Република Македонија. Ние не треба да ги направиме малцинските етнички заедници во Македонија специјални, посебни. Треба да ги направиме еднакви. Затоа што Република Македонија е мајка еднакво на сите граѓани во државата. Знаете како, има соработка дуи ВМРО-ДПМН скоро 9 години. Но јас сум прагматичен политичар и реалиста, а впрочем и вие ги следите сите позиции и на ДУИ, и на ВМРО-ДПМН, и на СДСМ, и на БЕСА, и на Алијанса, па дури и на ДПА. Очигледно во последните 30 дена господинот Мендо Тачи не бил во државата. Не знам друго како да го искоментирам тоа, да се излезе со една ваква изјава, но ако има сериозни индици или причини, тие ќе се појават. Јас знам дека во моментот очекувањето на вас новинарите кои што имате задача да ги информирате нашите граѓани е дали ќе се собере доволно потписи, а тоа е минимум 61 за да се добие мандат. Тоа е чекорот, нема друг чекор. И апсолутно како обесправени и деградирани од страна на Ѓорги Иванов, ние сме доведени во позиција да бараме потписи. Логично ќе беше да се скрати ова време и да навлеземе робусно во разработка на сите детали околу подготовка на идна влада. Но еве и тоа се случува, ние сме со одлука веќе донесена да ги побараме потписите. Драго ми е што дел од албанските коалиции, од коалициите на албанските политички партии и јавно соопштија дека тоа е редот. Треба да се даде потписи, а друго е дали ќе се договориме ние за влада или не. Очекував дека тоа ќе го направи ДУИ, тие одлучиле така. Ние не можеме ништо друго освен тоа да го испочитуваме и едноставно сето она кое што значи до црвената линија, трпение, разговори да го држиме. После тоа апсолутно треба да се носат одлуки секакви. Дали пред подписите или после подписите ќе ги дефинираме преку писмени материјали, тоа за нас не е проблем. Сакавме да го почитуваме редот на работите. Но кога разговарате со партнер, двете страни имат свое право. Апсолутно реков, сме прагматични во водењето на политиката и затоа така релаксирано зборувам. Треба писмени материјали, ќе ги дадеме. Ако сега не ги дадеме, ќе треба да ги дадеме веројатно после добивањето на подписите. Така да, ако е тоа причината, и тоа ќе го направиме. Значи, нашите ставови ги знаете за специјалното јавно обвинителство за ПРИБЕ и јас можам да ги потврдам нашите ставови, а можам и да си дозволам да го потврдам тоа што го слушам од нивните ставови од официјални личности. Тие се за поддршка на СЈО и продолжување на мандатот, тие се за поддршка и целосна реализација на ПРИБЕ извештајот на Европската Унија. И тоа се очекувањето. Тие се прашања за кои што воопшто нема никакви пречки на разидување. Односно сме целосно единствени околу СЈО и ПРИБЕ. Знаете како? Во политиката, политичарите треба да направат се, да градат доверба, заради тоа што ако не постои довербата, ќе губат граѓаните. Се трудиме да изградиме довербата од интерес на граѓаните и Република Македонија. Зборувам на граѓаните, зборувам за сите граѓани на Република Македонија. Како специјални
Специјалното барање од Ѓорги Иванов е дека мора да доставиме 61 потпис. Малите материјали се принципиелно досега поставени. Секако тоа значи дека треба да се даде мандатот на втората по пратеници рангирана партија за да влезат во разговори. Дуи, веројатно е различно, тоа бара претходно материјали. Ние сакаме да разговараме со сите и сакаме да имаме колку што е можно пошироко парламентарно мнозинство и поширока владина коалиција. Тоа е отворено за сите партии, освен за ВМРО ДПМН. Европа, генерално и меѓународната заедница и помпадува дуи еве и на вас од другата страна да направите влада, дека нема друга алтернатива. Јас реков, ако можем да извлечем нешто од нашиот состанок со комесарот Хан, а тоа е да убрзаме со подготовките на влада во Република Македонија, заради тоа што и граѓаните и Европската Унија очекуваат акција, очекуваат новата влада да почне веднаш со реформи, кои што ќе ги почувствуваат и граѓаните и ќе ги тргнат сите овие забелешки кои што над Македонија надвиснуваат. Тоа е очекувањата. Дали некој очекува кој со кој да направи влада, комесарот не навлегуваше во такви работи. Јас не сум рекол дали ние прифаќаме платформа или не. Мојот одговор беше дека штом ќе го добиеме мандатот, ние ќе се изјасниме за платформата на Банската. Да, мандатот значи право да се изјасниме, да преговараме, а сакаме тоа да го направиме транспарентно. Зошто? Ако Заев во моментот ги каже своите ставови во името на коалицијата предводена од СДСМ, некој може да му каже кој си бе ти? Сега тоа да го кажува, што си ти? Си мандатор? Си не си мандатор? Затоа е да ги почитуваме редот на работите, за да добие некој право да кажува како ја гледа едината, поврзана со реформите, со економскиот живот, со барањата на граѓаните албанци, укажени преку оваа платформа или слично, треба да биде повикан тоа да го каже. Повиканоста се потврдува со добивањето на мандатот. Дуи знаат многу добро што е тоа што представува и за нив, и за Република Македонија, и за сите граѓани историски моментум и треба да го зграпчат. Затоа што ова е вистински момент да се одработи во интерес на сите граѓани. Пред се она што сите го очекуваат. Секако еднакво општество за сите, но подобрување на економскиот живот, независноста на судството, независноста на државните институции, парламент кој што ќе блеска и ќе биде коректив на извршната власт, конечно во Македонија, не извршно тело на извршната власт. Тоа го очекуваат граѓаните. Нешто кое што ќе го почувствува секое семејство. И секако нема да зборувам ништо кое што ќе ги сруши нашите надежи дека ќе градиме партнерство со ДУИ, со БЕСА, со Алијансата за албанците. Ахмед исто така процитираше во предходниот прес дека може да трае долго процесот на разумијањето на влада и дали примерно како гледа нашите години ќе дозволувате ли толку да трае? Секој со својата одговорност, еве денеска рекол одредени услови. Тие услови само по себе покажуваат дека прават напори тие тој процес да не трае долго. Јас се надевам дека ќе биде максимално кратко времето на добивањето на мандатот, на кое што му претходат собирањето на потписите, и максимално кратко времето за договарање за владата.